дури да се присобереме, само една техничка информација за сите што ќе добијат или ќе посакаат слушалки за превод. Првиот канал е на англиски јазик, вториот канал е на македонски јазик, за да не ги барате или пребарувате, слободно префрлете на каналот што ви одговара. Добро, мислам дека можеме да почнеме. Ви благодарам на сите што денеска ова попладне дојдовте да го чуете предавањето на професор Сузан Вудвард. Чест ми е да бидам модератор на ова предавање и да ве поздравам во име на организаторот, Фондацијата Отворено општество Македонија. Не е толку чест случајот да имаме така добар познавач на Балканот што доаѓа од така далеку. Професорката Сузан Вудвард е една од ретките американски интелектуалци кои што работат глобално, но кои што фокусот го усредоточиле на Балканот и на балканските прашања во текот на целата своја кариера. Значи не откако се започнати конфликтните времиња на Балканот, туку уште од 60-тите и 70-тите години на минатиот век професорката Вудвард работи на политичката економија, политичкиот систем и развојот на поранешна Југославија, но и целата динамика политичка на Балканот. Нејзината богата кариера ќе ви ја представам многу кратко, за да имаме повеќе време за нејзиното предавање и секако за вашите прашања кои што верувам ќе бидат инспирирани од нејзиното предавање. Нејзиното образование е оформено пред се на Универзитетот Принстон, а има богата академска кариера која што трае веќе повеќе од 40 на години. Моментално повеќе од 13 години е професор по политички науки на Градскиот универзитет во Њујорк. Меѓутоа има предавано и на Кралскиот коледж во Лондон и на Лондонската школа за економија и политички науки, на Џонс Хопкинс, Џорџтаун универзитетот, Јел универзитетот и така натаму. Она што ја прави многу посебна во однос на денешното предавање и воопшто темите врзани за Балканот и за Македонија е што има и богата неакадемска кариера. Значи не зборуваме само за академик кој што целиот свој живот работи во образованието и во академските истражувања, туку нејзината богата кариера во неакадемскиот свет или во политичкиот свет, подобро кажано, започнува и трае скоро 10 години во текот на кризниот период за поранешна Југославија. Така што нејзиното знаење таа практично има шанса да го практикува и сите концепти за кои што и денес пишува да ги осознае во пракса. Имала важни позиции, ќе спомнам само неколку. Пред се шеф на одделот за анализа и процена на мисијата УМПРОФОР во Загреб, и тоа во текот на 94 година. Куриозитет е можеби дека била надлежна за надгледување на почитување на примирието и обезбедување на хуманитарна помош. Понатаму консултант во Светската банка, советник во мисијата на ОПСЕ во Босна и Херцеговина, советник во Министерството за одбрана на Соединетите Американски држави, консултант во UNDP канцеларијата во Белград. Значи човек со богата кариера во политичкиот свет, во светот на меѓународната заедница, кој што одблиску имал шанса да ги види транзиционите периоди на Балканот, во кои што има многу ужаси доволно податливи и за проучување, но исто така и многу феномени кои што се провлекуваат или чии што последици се провлекуваат до денеска. Нејзината библиотека или библиотеката напишана од неа или листата на објавени дела е огромна. Има неброено многу написи кои што може да се најдат во различни реномирани светски
списанија, академски списанија, но би сакал да се задржам на 3 книги кои што практично даваат основа за целата нејзина работа на Балканот. Имено од 95-та година ја објавува книгата Социјалистичка невработеност, анализирајќи ја политичката економија на бивша Југославија во целиот период од 45-та до 90-та година. А клучната книга за Балканот се нарекува Балканска трагедија, хаос и распад по студената војна. Третата книга во 2003 година Од Јадранот до Кавказот, динамиката на стабилизацијата. Сето ова не води до темата на денешното нејзино предавање, пред се инспирирано од анализата на транзициониот период на овој регион, 90-тите години па и до ден денеска. Во нејзината книга Балканска трагедија, хаос и распад по студената војна, професорката Вудвард се осврнува на осознавање, подлабоко осознавање на вистинските причини за распадот на Југославија, при тоа тргнувајќи се од вообичаената парадигма или вообичаеното гледиште дека се работи за застарени омрази кои што се влечат од Втората светска војна или дека е тоа вештачка творба која што се распаднала сама по себе бидејќи како вештачка не можела да го издржи тестот на времето. Меѓутоа, јас би застанал тука за да можам да и дадам простор што повеќе таа да каже во незиното предавање. После предавањето секако ќе имате можност секој кој што е заинтересиран да постави прашања или пак да даде некој коментар. Ова е повеќе замислено по предавањето да биде некоја дискусија и дебата за да ја искористиме шансата што професорката Вудвард е денес со нас. Повелете, професорке Вудвард. Thank you, Bojan. Well, Благодарам, Бојан. Ова е една одлична институција која што јас ја следам од надвор и сакам да му се заблагодарам на Владимир Милчин, Ирена Стефовска и на Бојан Маричик што го овозможија се во ова и што ме поканија да бидам денес тука. Како што е зборот и со другите земји од Западен Балкан, Македонија се смета за земја во транзиција. Навистина, Американската агенција за рейтинг во однос на Freedom House во однос на го нарекува овој процес нации во транзиција. Ова етикета може да се смета за американската забуна во однос на нациите и државите, меѓутоа има одредена вистина во однос на Македонија. Меѓутоа, ако го идентификуваме почетокот на оваа транзиција со крајот на Југославија во 91-та година, што значи да се биде во транзиција веќе 23 години? Би сакала да дадам малку вовед на концептот на транзиција и ќе се навратам на ова прашање повторно. Идејата за оваа транзиција во академскиот свет почнува 90-тите години, кон крајот на она што го кажавме бирократски авторитарен режими во Латинска Америка, односно воени режими и почнување на политика за економска стабилизација и потоа се движиме низ либерализација и потоа конфликт до демократски режими. Меѓутоа, станува важно и за овој концепт се дискутира по 93-та година со крајот на социјализмот во поранешниот Советски Союз. Значи, Тери Карл зверал дека човек може да ги спореди транзициите во Латинска Америка и во Источна Европа и Бунс, кој што смета дека ова е еден вид на идеологија, а не наука, и таа рече дека ова представува споредување на портокали и кенгури, дека овие две транзиции се многу различни. Меѓутоа имаме една цела литература, односно академска литература за Источна, Средна и Јужна Европа. Меѓутоа, аргументот на Валери Банзимен е дека постојат најмалку 3 или 4 посебни транзиција, едната е во Латинска Америка,
од еднопартискиот систем, каде што видиме дека еднопартискиот систем не е исто како и тоталитаристичкиот или воениот режим, и потоа преминување во плуралистичка демократија. Меѓутоа, исто така од социјалистичка или планирана економија во пазарна економија, претворање. Потоа, од поделена Европа на непријателски блокови кон заедничка или една Европска унија, и четвртата работа за многу земји од поранешна Југославија од една национална држава во друга национална држава. Значи, сите овие процеси се одвива истовремено, меѓутоа не подразбираат ист вид на промени. Ке почнам со тоа што ќе кажам, што ќе го цитирам Дейвид Старк и Лазло Брус за Унгарија, каде што има една многу интересна споредба. Тие сметат дека промената од стариот режим во момент никогаш не беше чиста, и идејата за една критична промена за која што сакаат политичарите да зборуваат, тука дека патеката која што една земја ја почнува по завршувањето на социјализмот, односно патот за напуштање на социјализмот, без оглед дали е компромис, конфронтација или конкуренција, го оформи она што следуваше. Бидејќи секоја земја почнува од различна почетна точка, има различен пат кон трансформацијата и транзицијата. Транзицијата е процес на повеќе слоеви и додавање нови институции врз старите или ослободување од старите институции, задржување на старите институции, но менување на нивната цел и вклучување на нови актери во општествениот живенца. Овој процес се нарекува и рекомбинација или реорганизирање. Во 1991 година јас бев во институтот Брукингс во Вашингтон DC. Таму работев околу 12 месеци и во септември 1991 ме покани да напишам книга за транзицијата во Источна Европа. Директорот ме покани и ми рече: каква улога има Југославија во книгата што ја пишуваш? Јас кажам, значи таа не е затоа не ја споредувам со трагедија. Во исто време, кога почна академската дебата и истражувањето во Вашингтон, Бон, Лондон и Брисел, светот на политиката почна да зборува за прашањата на човекови права, за контрола на оружјето и промоција на демократијата. Знаеме дека ова веќе почна во САД под водство на Роналд Реган, меѓутоа тоа исто така имаше свој развој и во Источна Европа. И менување на политичката партија во Германија. САД во 1991 година формираше нов оддел во Министерството за одбрана за Источна Европа и го нарекоа Канцеларија за иницијативи за транзиција. Тоа беше одговорно за системот во САД во однос на првите 2 години, бидејќи смета дека транзицијата ќе трае само 2 години, при што погреетја, а потоа има редовни програми за нетранзицијски земји. Абсурдноста на оваа предпоставка е дека транзицијата трае само 2 години, може да се види во првите 2 години, каде што ова одделение беше активно со креирање на програми и идејата за Источна Европа. Нивната прва работа не беше во Источна Европа, туку во Либерија и на Хаити. Од економскиот аспект на транзицијата, да запомниме дека има различни, американските економисти и во некои случаи некои руско-британски економисти сакаат да дадат совет за новата дебата. Ние веќе го знаеме Джефри Саксмен и неговите пишувања и дека кажува дека не постои договор помеѓу Белград и Скопје и дека тој успеа да ја уништи економијата во Боливија со неговите совети. Всушност
тој ги шокираше свет дека најдобар начин за креирање на пазарна економија, дека не треба да се следи постепен пат, каде што прво се менуваат институциите, туку експертите за економиите во Источна Европа беа втората група на теоретичари и потоа се вклучија Светска банка и ММФ околу средината на 90-тите. До 96-та година во Светска банка сметаше дека земјите во транзиција им треба друг вид на помош од нивното нормални програми за структурно приспособување, за намалување на странскиот долг и буџетскиот дефицит или пак итна помош што ја даваат веднаш по природни катастрофи. Одлуката да се создаде поинаков приод се базира на случајот од Босна. Светска банка почна да планира нова програма за реконструкција уште во 94 година, додека војната се уште беше во ек, а во 96 моделот од случајот на Босна се примени во Гватемала и беше наречен постконфликтна реконструкција и тоа име го задржува до ден денес. Во јануари 2002 Томас Коротерс, кој што е специјалист за унапредување на демократијата во САД, тој напишал многу книги за случаите во Романија, Латинска Америка и подоцна за Русија, кој работи во фондацијата Карнеги фондацијата за мир. Тој објави во магазинот за демократијата парадигмата за крајот на транзицијата со прашалник на крајот. Аргументот кој што тој го постави во однос на американските промотери на демократијата дека светот на политиката има идеја која тој ја нарече парадигма, дека демократските транзиции врз кои што се базираат нивните програми и нивната помош се јасно се погрешни во реалноста. Оваа политика беше базирана на 4 фундаментални претпоставки. Прво, секоја држава која што се оддалечува авторитарен систем незадолжително оди кон демократија. Втората е дека процесот на демократизација претендира да се развива во одредена секвенца на настани и првата и четвртата секвенца се исти. И дека изборите се од голема значење. Не само демократските избори, ние сме малку пософистицирани од тоа, туку тие дека го поставуваат темелот и дека тие се клучни генератори на понатамошно демократизирање на општеството. И четвртата претпоставка е дека основните услови во една земја, културни, историски, економски, не се главни фактори ниту во почетокот, ниту во крајот на процесот на транзиција. Дека на крајот секоја земја може да стане демократска ако сака да биде демократска. И под број 5 е дека демократските општества се градат врз кохерентни, функционални држави. Дека ќе има некакво редизајнирање на одредени форми, меѓутоа со вклучување на сите засегнати страни. Сите овие претпоставки се базирани на случајот Латинска Америка во 90-тите години. Меѓутоа, сите овие 5 претпоставки се погрешни. И во јануари 2002 година тој пишува дека од 100 и повеќе земји кои што се сметивале дека го минале процесот на демократска транзиција во почетокот на 90-тите, само 20 може да се каже дека успешно ја завршиле транзицијата. Меѓутоа ова беше пред повеќе 20 години, меѓутоа другите 80 за другите 80 не можеме да карактеризираме што се случува. Во последните неколку години, например, како Меѓународната агенција за развој, веќе не зборуваат за сиви области или она што некои луѓе сака да ги кажат хибридни режими, некој демократски, некој не, или како што Левицки и Веј во нивната книга го нарекуваат изборни авторитарни режими,
кои што ја користат демократијата демократно за да се легитимизираат себе кај надворешните фактори. Меѓутоа, она што го зборуваме денеска, наместо хибридни режими и сиви зони, се обратно демократски процеси. И тие се уште размислуваат идеолошки, бидејќи транзициите се дефинираат од страна на крајната цел, меѓутоа тие можат да одат и наназад, односно да бидат реверзибилни. Кога станува збор за земјите кои што влегува во граѓански војни и беа предмет на политиката за постконфликтна реконструкција и градење мир, во исто време Каратерс има еден друг човек кој што вели, Роман Перес, дека моделот кој што донаторите како САД, Светска банка и другите го користат за да го изградат мирот, или оно што ние го нарекуваме либерален интернационализам, е градење на либерална демократија и пазарна економија како најдобриот пат за демократија и дека овој пат е обратно пропорција, односно не ги носи посакуваните резултати. И дека економското надпреварување на пазарите воведува нови видови на конфликти во период кога вие сакате да го намалите конфликтот за да всушност воведете мир во овие земји. И дека прво треба да се воведат институции, демократски институции, и како ги следиме претпоставките на Каратес, последователноста што ја користи меѓународната заедница е погрешна. Од една страна, кога другите почнаа да го критикуваат него и оние кои што ја поддржуваат либералната демократија и пазарната економија, велеа дека ова е група од Англија и од Шкотска која што веле за да се создаде мир, вие мора да го трансформирате конфликтот, да воведете фундаментални промени во општеството, стабилна економија и да се осврнете на менталитетот во самото општество. Она што либерал интернационалистите го кажуваат дека САД, НАТО и другите организации многу често всушност ја засилуваат основата за конфликт во општествата преку спроведување на своите програми и всушност создаваат нови елити на моќ. И она што ќе се публикува во мај се нарекува подобрување на управувањето од надвор и однатре. И ова е дело на професори од Стенфорд, дека ние имаме доволно академско истражување за надворешното влијание врз домашните промени, за да можеме да направиме одредено резиме на оно што е постигнато и да ги извлечеме научените лекции. Тие велат дека надворешните заложби за да се влие врз промена во едно општество, колку повеќе промени се наметнуваат со сила или со други средства на присила, толку помалку таа промена представува согласно помеѓу надворешните и домашните, односно странските и домашните чинители. Институционалните промени се случуваат само ако локалните политички елити ги сакаат и ги поддржуваат овие промени. Како што локалните услови мора да биде етнички хомогени и треба да биде во прашање релативно богата земја. И дека со тоа всушност тие го потврдија истражувањето на Адам Шермовски во книгата наречена Демократија и развој пред околу 14 години, каде што кажаа дека колку помалку имате, само ако имате земја со $6,000 БДП по глава на жител, тогаш имате стабилна демократија. Иронично, во тој период дури и авторитарните режими имале толкав БДП.
Рекол Хуан, рече дека ајде да го видиме ова прашање за демократијата како резултат на граѓанската војска, следејќи го аргументот на Ленард кој рече дека граѓанските војни произведуваат повеќе демократија. А она што тие кажуваат всушност доаѓа до и заклучок. Иако овие земји биле во војна, имале над $6,000 БДП, повторно биле авторитарни. Се сеќавам на предпоставките на Каратерс дека всушност секоја земја може да биде демократија, сепак постојат одредени предуслови што мора да се исполнат. Овие истражувачи исто така дојдоа до заклучок дека санкциите само уште повеќе ги засилуваат позициите на авторитарните режими, како што е, например, оној на Милошевиќ во Србија, дека странските институции некогаш и зборува за влијанието на странската помош врз владините институции и дека тоа е парадоксот дека самата помош ги уништува институциите. И на крај теоријата за меѓународните права немаат никаков ефект и истото се случува и со меѓународните договори за трговија. Кога го дефинираме концептот за транзиција, онака како што дефиниран во академските книги, што гледаме во реалноста и во земјите, посебно во регионот на Западен Балкан. Ова ќе биде еден вид на резиме и се надевам дека подоцна ќе поттикнеме поголема дискусија. Степенот до кој што се зајакнува транзицијата секогаш се избира од страна на надворешните чинители или актери. Второ, дали овој избор е дизајниран кој што е дизајниран од надворешните актери, го споделуваат и домашните чинители во општеството. Дали тие соработуваат за она што ќе го добијат, и тоа можеме да го кажеме дека е случај во Македонија по Охридскиот рамковен договор, и за тоа ќе ви дадам пример што подразбираме под соработка и она што го гледаме денес во Република Српска и во Босна, каде што се аргументира дека и таму се случува исто што и во Македонија. Трето, овие надворешни актери не дизајнираат севкупна стратегија за транзиција, туку секој од овие 4 земји се направени од страна на различни надворешни чинители. Ние немаме никакви емпириски истражувања, барем јас не сум свесна за нив, во однос на тоа како овие различни видови на транзиција се одвиваат или действуваат еден врз друг. Значи, изградба на нова држава и нова нација е уште една формулација, односно во однос на членството во евроатлантските организации. Меѓутоа, луѓето зборуваат за интеракцијата на овој процес со демократизацијата во државата. Исто така не знам кои се последиците на сите овие различни процеси или патеки на транзиција, дали една транзиција ја одложува другата или произведува спротивни резултати. Четвртата работа е дека фокусот на овие надворешни чинители е врз политичките елити. Како што знаете, меѓународните актери не може да работат без суверен партнер. Тие може да најдат актери кои што се наречени реформисти, меѓутоа тие мора да бидат суверени носители на моќта во државата. Исто така улогата на изборите е тука, но таа всушност на граѓаните им дава улога во држење на елитите одговорни, отчесни во однос на напредувањето, меѓутоа всушност во однос на една надворешно дизајнирана стратегија. Например, затоа и Европската унија е позната во таа смисла, исто и САД и НАТО. Тие не испраќаат јасни насоки или сигнали, ниту пак информации за тоа
што представува потенцијалното членство во Европската Унија. Тоа треба да биде поттик за усвојување и спроведување на реформи. На кого му зборуваат кога го зборуваат тоа? Јасно, кога тоа не функционира, структурата на поттиците не е доволно јасна и некои сметаат дека всушност најмалку во случајот на Европската Унија и со другите актери не е јасно дали тоа ќе создаде дебати и конфликти помеѓу нив и дека со тоа всушност тие се заштитуваат себе си. Под број 5. И во исто време, ако истите политички партии се избираат постојано, значи со мал излез на гласачите, каква одговорност или отчетност постои? Тоа неодамна го видовме во Албанија, се разбира во Боснија, каде што и некој ќе каже во Македонија веќе подолго време владе една партија. Пред одредено Иван Крастиев, булгарскиот социолог, напиша дека тоа е демократија без избор. Под број 6. Во случајот на Србија, економиската Милица Увелеа во книгата Српска транзиција зборува дека партиите, коалицијата избрана на власт во 2002 ја избра погрешната стратегија за транзиција. Доналд Ховиц, кој што е специјалист за етнички конфликтни и за постконфликтни институционални решенија, покажа дека раните решенија на патеката кон транзицијата кон демократија, односно дали треба да постои парламентарен или председателски режим, меѓутоа раното донесување на овие одлуки е од суштинско значење, кога на пример ќе го споредиме со Египет. Од суштинско значење е сега дека луѓето може да направат и погрешен избор во однос на резултатите што сакале да ги постигнат. Кога ќе одиме на Увелич, во својата книга таа објаснува дека изборот во Србија е направен така затоа што на нив им требаше толку многу меѓународно признавање од страна на финансиските институции и специфични конкретни економски ресурси што немаа друг избор освен да го изберат тој пат на транзиција. Увелич, кога дискутира за изборот на Србија, ме носи всушност на еден многу важен странски актер во дефинирање на клучни моменти во политичката транзиција, меѓутоа на момент кој што никогаш не е дискутиран во академската литература или во литературата за јавните политики. А тоа е улогата на меѓународните финансиски институции, посебно улогата на ММФ. Кога гледаме назад на поранешна Југославија, можеме многу јасно да видиме. Јас во мојата книга Социјалистичка невработеност всушност дефинирам 4 различни периоди на критична крстосница каде што имате економска криза, економски реформи, уставни промени и во секој од овие случаи тие беа поттикнати од надворешни притисоци и промени во однос на трговијата на југословенските производи, рецесијата светска и така натаму, дефицити, буџетски дефицити кои што секогаш всушност се преточуваат во се поголем надворешен долг. По 48-та година направени се одредени избори поради членството во ММФ и во Светска банка до 65-та година истите политики повторно се водат од 71 до 81 кој што ја представува кризата на 80-те години. Само ви давам примери за она на што мислам. Дури во косете движењето кон независност и решавање на статус, меѓународниот статус на оваа држава во 2008 година, во 2004 година не поради маршовите и во 2004, туку ако ги читате извештајите, ММФ почна да се грижи за она што ќе беше намалување на донаторска и странска помош и дека на Косово нема да му стигнат парите. И тие во време им требаше
суверена држава на која што можат да им позаемат пари, бидејќи ако не беше Косово суверена држава, немаше да може да го сторат тоа. Истото е вистина или се однесува и на Босна. Всушност во Босна по Дејтонскиот устав има многу промени од страната на економските институционалните реформи, меѓутоа уште повеќе ја задолжуваат оваа земја кај ММФ и кај другите донатори. Меѓутоа делот од проблемот во аргументот кој што го представувам е дека граѓаните не ги знаат овие работи, а лидерите не им ги кажуваат. И тоа до степен во кој што дали реформските програми се исплатуваат, секогаш има преговори зад затворени врати. Под точка 8 гледаме две политички шеми кои што сакам да ги кажам во така наречените транзицијски држави. Првата е политичка стратегија од страна на локалните елити, политичарите, кои што се обидуваат да управуваат со транзицијата. И всушност во голем дел од случаите тие се обидуваат да направат баланс помеѓу радикалните реформи и транзицијата. Да се вратиме на книгата на Уве Илич за Србија. Мислам дека ќе го препознаете и оваа шема и во другите земјите. Хиперлиберален модел кој што се гледа како најбезбеден за радикално да се заврши со минатото на земјата. Во исто време, најважна работа е дека Коштуница привлече толку многу гласови, дека тој им вети почитување на традиционалните вредности кои што им се толку блиски до срцето на голем број Срби. И на ова гледам како на стратегија за управување или менеджерска стратегија. Она што економистите сакат да го кажат негативна рамнотежа е дека вие продолжувате да зборувате за промени и реформи, но ситуацијата е исклучително стабилна. Таа не се менува често, бидејќи никој нема да има придобивки од промените, бидејќи не е од оптимално значење за нив. Иако таа е доста стабилна, резултатите се негативни, стагнација, застој, нема никакво движење напред. Тоа се сите технички термини за негативната рамнотежа. И пред некој ден ме подсетија дека американските економисти кои што зборуваат за економските реформи во Советскиот сојуз од 70-тите и 80-тите го ставаат тоа на патека за реформи, патека за трчање за реформи. САД и Британија го преформулира овој концепт на негативна рамнотежа во стабилизација. Во 2005 во Иран и Ирак имаше притисок од конгресмените за подобрување на ситуацијата и создадоа нова канцеларија за стабилизација која што ја користи војската за стабилизирање на ситуацијата која што излегува надвор од контрола во земјите. Исто така овие канцеларии понатоа му развиваа стратегии, а јас сметам дека целата идеја, вклучително изборот стабилизација, не почнува во 2005 година во Американскиот конгрес, туку во 1999 година со Европската унија и со САД во моментот кога за целиот регион по бомбардирањето на Косово го дефинира процесот на стабилизација и асоциација за целиот регион. Да ви кажам за еден настан кој што ми се случи минатата недела. Мене ми префрла зошто предава всушност на еден доручек зошто реформите се тешки во Европа и на Балканот и јас објаснував зошто сметам дека тие се заглавени во оваа негативна рамнотежа. Во публиката имаше жена од Данска која што сега работи во UNDP во Сараево, меѓутоа неодамна пристигнала и најголем дел од нејзината работа се однесува на Министерството за надворешни работи, што значи дека таа има дипломатска кариера. Таа прва ја крена
раката и почна да зборува за начинот на кој што надворешните актери го засилуваат надворешните актери го засилуваат ова шема. А кои се алтернативите, какви ќе бидат импликациите и какви алтернативи имаме сега? Јас немав срце да ја одговорам, меѓутоа дека ова се случува дека ние имавме шанса пред 20 години и дека тогаш сгрешивме, а што станува збор за организираното насилство во февруари во Босна кога ги рушеа односно ги палеа владините згради и така натаму, и дека ова е застој или негативна рамнотежа и натаму обстојува во рамките на Босна. Да заклучам со едно прашање што го поставив на самиот почеток. Што значи да се биде во транзиција веќе 23 години? На кој начин очекувањата на луѓето, а јас тука ги имам предвид и активистите, и обичните граѓани, и гласачите, лидерите на политички партии и така натаму, што значи или на кој начин очекувањата на луѓето за крајната цел на така наречената транзиција влијае врз нивното однесување? Дали е подобро, како што Коратерс напише во првиот дел од 2002, да престанеме да размислуваме за овие очекување, за овие парадигми и фази кои што се базираат на милитарните, односно воените режими во Латинска Америка или пак на поентата на Латинс и Маркус, или отворено да почнеме да дискутираме што овие држави дискутираме за овие држави како политички стабилни, иако во негативна смисла, и како политиката функционира во нив. И тогаш, кои модели треба да ги замениме? Со кој модел треба да го замениме моделот на транзиција? И на крај, дали можеме да анализираме како овие патеки на промени всушност имале интеракција едни со други. Например, економските институционалните промени во случајот на Босна направија значителни промени, исто така и во други делови од регионот. Меѓутоа, државното и националното прашање овде во Босна, па дури и во Србија, стана уште поголеми или попроблематични. Последиците за демократскиот процес се чинат дека се негативни. И во однос на надворешните чинители, ако не постоја Европска унија и НАТО, што тогаш? И каква улога имаат финансиските институции или да кажеме во однос на зголемениот надворешен долг? Дали луѓето се уште веруваат во транзицијата или дали таа стана еден вид на замка во размислувањето и во однесувањето? Ви благодарам на вниманието. Вудвард, веројатно оваа дилема како е да се живее 23 години во транзиција беше до нас сите поставена. Јас имам многу прашања, но сепак би дал шанса на присутните, па потоа ќе развиеме дискусијата. Артан веќе крена рака. Повели, Артан. Мислам дека има микрофон, да. Еве сега ќе стигне до тебе. Може на англиски, само представи се тамо. Hi, thank you for your very... Ви благодарам за вашата презентација. Јас сум Артан Садиков, работам. Ќе почнам од вашата последна поента. Како дискурсот за транзиција всушност се одвива веќе 23 години во Македонија од независноста од 1991 година. Меѓутоа, мислам дека постои еден вид на слободно возење, не само од страна на поголемиот дел од населението, туку и јавните интелектуалци, академиците и главното убедување дека транзицијата има идеологија
која што беше ветена по распадот на Југославија и дека ние ќе влеземе во рајот на неолиберална пазарна економија. И всушност дека тоа беше силно пробуткано од страна на политичките елити во одредени сектори на интелигенцијата и на медиумите. И меѓутоа сметам, за да го одржиме овој дискурс и да ги спречиме луѓето да имаат политички став за она што се случило во првите години од нашата независност, како функционален систем со функционални институции. Во суштина немаше никаква транзиција по процесот на криминалната приватизација, дали тие беа надвор од дофатот. И всушност ваков вид на аргументи почна да слабее. И токму затоа сметам дека за да се одржи овој вид на социјално незадоволство и да се демобилизира, ние го гледаме премостувањето на првиот дискурс и одиме надвор од поранешна Југославија во пазарна економија. И сега го заменуваме во друга фаза на транзиција, односно транзитираме кон членство во ЕУ. И секогаш имаме јасни податоци за систем кој што е ставен економски показатели од 94 до денес. Податоците за сиромаштие и невработено се на исто ниво, дури показателите беа повисоки кога ние станавме земја со најголемите економски диспаритети. Меѓутоа, ако ги гледате овие податоци, нема никаква транзиција. И тоа добро е изиграње и денешниот политички предизвик е дека ние треба отворено да зборуваме за следната транзиција, кога и да се случи тоа, дека ќе имаме уште пострашни економски и социјални околности, меѓутоа тоа не е опција за нас и дека треба да се организираме регионално. Моето прашање всушност се однесува на вашата претходна теза дека во суштина постои многу истражување на улогата на меѓународните финансиски институции. Дали вие сметате дека било каков вид на транзиција во било кој глобален контекст, дека интервенциите на овие институции всушност ја условуваат глобалните капиталистички односи и дека тие дали демократијата, слободата и граѓанските или права се ставени во сила од страна на динамиката на капиталот. Ви благодарам за однапред за одговорот. Ви благодарам за вашите коментари, тие беа навистина корисни. Меѓутоа, тоа само всушност уште еднаш ме загрижува, кога бев исто како вчера, кога веќе знаев што сакам да кажам, меѓутоа како ова ќе одзвони кај оваа публика. Постои опасност кога се вели ајде да почнеме да зборуваме за животот каков е денес и да го анализираме и да не користиме опијати за луѓето, ако го користиме јазикот на Маркс. Меѓутоа, од друга страна, да не се прифати дека дискурсот кој што вие го користите, го користи тековната влада и се чини онако што ќе биде набрзо повторно изборно и дека Македонија не сака транзиција. Постои една замка каков јазик да користиме кога зборуваме за политички субјекти. Во однос на меѓународните финансиски институции, јас не знам за пример каде тие самите луѓето кои што ги представуваат овие две организации се гледаат себе си како дел од транзицијата, освен во смисла на постконфликтна реконструкција, каде што јасно постои загложба од најлиберален вид. Меѓутоа,
не гледам дали тие го признаваат начинот на кој што транзицијата има интеракција со прашањата за идентитетот и економската демократија. Со едно исклучок, дури до литературата на ММФ и на програмите на Светска банка, создаваат владини кризи, ако има некој, освен доколку проблемот не бил создаден од претходната влада, па сега новата влада мора да го реши со аранжман со ММФ. Меѓутоа, постои депресивни истрашувања каде што голем дел од случаи на конфликт биле всушност предводени од аранжманот ММФ. Неизбежно ќе биде поради начинот на кој што меѓународните финансиски институции сака да го одржат меѓународниот монетарен систем, меѓутоа последиците се негативни. Еден исклучок од тоа, и тоа не се однесува на земјите во транзиција само по себе, моменталниот директор Кристин Лагард на годишниот состанок во Вашингтон минатата година сериозно почна да зборува за тоа како политички дестабилизирачки се економските програми за помош на ММФ. И тогаш како таа зборува како на реакција за економската криза од 2008 година во Мозамбик и во другите, меѓутоа тие треба да дозволат малку поголема флексибилност во однос на буџетските правила. Како што знаете, тие се доста строги во однос на фискалната дисциплина, меѓутоа тоа да биде привремено, бидејќи нема да биде постојана промена на приодот на ММФ. Меѓутоа, дека смислам дека ако навистина треба да ја потурнете Светска банка или персоналот кој што зборува за недемократските последици, тие нив нема да им биде гајле, бидејќи тоа не е нивната цел на работата. Такожа значително во однос на изменетиот пристап на меѓународните финансиски институции и в нивната флексибилност во однос на недемократските пракси и начинот на трошење на буџетските средства. Така што верувам дека повеќето разбираат точно за што зборувате. Дали има некое друго прашање или коментар? Добро. И јас би поставил тогаш едно прашање, додека чекаме да се охрабри некој или да се инспирира. Рековте дека е потребна оригинална политичка стратегија на локалните елити за менаџирање на транзицијата. Но на многумина во овој регион тоа им изгледа невозможно. Имајќи го искуството и во Македонија, но и во некои други држави од регионот, тешко може да се каже дека локалните елити, особено партиите на власт, имаат интерес да направат сериозна, долгорочна па и среднорочна издржлива стратегија за некаква транзиција, иако кај нас зборот транзиција е многу озлогласен од дневно политички причини пред се. Но дали мислите дека е тоа некој магичен круг? Затоа што од една страна велите дека наметнувањето од надворешниот фактор или меѓународните финансиски институции на транзицијска агенда е погрешно, но од друга страна, дали навистина верувате дека е можно без таа надворешна рамка, без разлика дали е тоа само институционална рамка или пак рамката на условеност, conditionality од Европска Унија, дали мислите дека е возможно да се случи автентична, вистинска политичка агенда на домашните актери без притисокот од надвор? И дали е тоа сега новата парадигма на некој начин, откако не успеа првичните агенди на меѓународните институции, дали е сега ова некое ретерирање во однос на тоа да се остават државите сами на себе, природно
или по некој природен пат, така наречен природен пат да се трансформираат. Ова се прилично доста прашања. Не реков дека има потреба за оригинална политичка стратегија за управување со, туку дека секогаш постои. А тоа е всушност фактот на избори, а за да ги победите на избори треба да управувате со политичките последици. И токму заради тоа всушност ги сакам овие две цитати од Милица. Јас се соочив со незе бидејќи се чинеа контрадикторни, меѓутоа а таа воопшто не размислуваше на спојување на истите две, бидејќи тие се од две различни делови од книгата. Можете да замислите дека не мора тоа задолжително да биде свесно, доколку луѓето се политички вешти. Во српскиот случај тоа беше заради одреден донатор, меѓутоа тие смета дека тие мора да бидат хиперлиберални за да ги добијат парите и дека тоа ќе има нови политички последици за населението и затоа во исто време се вратија на старите традиционални вредности во општеството. Например, Пиноче е еден од тие примери во јас го идентификувам Милошевиќ како таков тип и исто така и унгарската комунистичка партија, екстремна неолиберална политика комбинирана со конзервативни вредности. И тоа е начин на кој што се управува со населението. Дали тоа е успешно е друго прашање. Дали постојат различни локални алтернативи на истите потреби. И во тоа смисла јас се согласувам со политиката за управување на овие потреби, меѓутоа не гледам никој дека ги проучува овие работи, а дека тоа лесно може да се направи, ќе биде интересно да се споредат искуствата. Меѓутоа во мојата идеја е дека постои стратегија на и дека од една надворешна политика од една страна и локалната агенда и тие две работи се различни. Всушност сметам дека идејата за надворешната рамка, доколку не постои, како што вие имплицирате овде, исто и тоа е проблем и во Босна, тоа всушност е дека се предпоставува дека транзицијата се уште се одвива поради условеноста на членството во ЕО, либерализирање на економската стратегија и мислам дека треба да излеземе од таквото размислување, бидејќи со сигурност со Европската Унија знаеме дека тоа е долг пат и не представува потик, бидејќи сите знаат дека членството нема да се случи утре. И во некој случај најголемите евроскептици сакаат членство во ЕУ, меѓутоа ги разбираат и последиците во истите. Знаеме дека тоа долгорочна патека, меѓутоа можеби треба да размислуваме и за други патеки на промени, кои што ги сакаме. И всушност, ако имам проблемот е јавната дебата, ако имаме јавна дебата, кои се локалните опции, тогаш таа дебата ќе биде многу поразлична, меѓутоа јас не ја гледам дека се случува во многу делови од регионот од многу очигледни политички причини. Тира нешто да дополни, да праша? Повелете. Одлично. Само малку да го добиете микрофон. Ова прашање е општо прашање. Ја проширува оваа тема. Ја сакам да прашам господјата Сузан, дали мисли дека намерно направени социјални, фактички недемократски закони придонесуваат да се држи голем дел од населението во многу долгогодишна сиромаштија. И така се создава од економска сиромаштија во политичка зависност
од економска зависност во политичка зависност и несамостојност и стравот да не го зборуваме и така натаму. Толку. Мислам дека прашањето е одлично и дека отсликува многу од нашите секојдневни проблеми, односно феноменот на економската зависност пред се од државата, претпоставувам, на тоа имплициравте, со политичката зависност натаму во одлучувањето или во изборите и целиот процес на легитимизирање на една политичка власт. Мислам дека мораме да правиме разлика помеѓу намерите и резултатите. Тешко ми е да верува дека политичките лидери намерно ќе ги држат своите граѓани сиромашни за да бидат тие политички зависни. Тоа е еден вид на краткорочна политика кој што и изборните системи ја предпочитаат, посебно кога има чести избори во една држава. И дека тоа е всушност еден вид на резултат од тоа, од таквата честина на изборите што се одржуваат. Не сум сигурна дека би сакала да слушам повеќе што подразбирате под недемократски закони. Тоа би ми помогнало малку подобро да ве разберам. Недемократски закони. Недемократски закон многу едноставно, многу просто објаснето. Според моје лично мислење, недемократски закон во однос на социјалната политика значи дека, например, социјалната помош далеку е помала од секојдневните трошоци на населението и веднаш навлегуваме во длабока сиромаштина на населението. Тоа е тоа. За мене таква социјална помош што не ги задоволува секојдневните животни трошоци е како човек лош. Значи социјална помош го споредувам со човек лош. Значи треба да биде минимално, но достоинствена социјална помош и тогаш ќе се чувствуваме дека живееме во вистинска демократија. Тоа е тоа. Јас барем така размислувам на тој начин. Посебно во поглед на социјалната помош. Според мене, социјална помош е вистинска социјална помош кога секој човек ќе може минималните животни трошоци да си ги задоволи, а не да се прават, па дури до сиромашните луѓе не случајно стануваат криминалци, затоа што за да се изранат едноставно, за да се одржат во живот, тие мора да бидат криминалци. Не сите. Тоа е тоа. Мислам, криминалитетот е една многу сложена појава и оправдани и од неоправдани причини, но многу и од оправдани причини. Толку. Една од работите кои што навистина сакам да ги проучам е, бидејќи најголем дел од мојата кариера јас ја проучував поранеш на Југославија веќе 23 години, е да видам колку останува од очекувањата на луѓето, начинот на кој институциите функционираат од стариот систем. И токму заради тоа го цитирав истражувањето на Дейвид Старк и Лазло Бруст за Унгарија, дека вие не можете да го избришете старото, туку додавате нови институции врз старите. И она што мене ми се чини, и кога зборувате за достоинствен приход или социјална помош, всушност тоа се очекување од стариот режим. Јас доаѓам од едно лошо општество. Например, ние не даваме голема социјална помош во нашето општество. Имавме дебата во Конгресот пред неколку месеци за еден нов закон за земјоделство, каде што всушност, како и секогаш, се даваат огромни субвенции за земјоделците да не одгледуваат одредени производи, и тоа се милиони долари. Меѓутоа Конгресот одбива да направи промени, меѓутоа во суштина
сакаат да ги намалат програмите со купони за храна. Тие се еден од малкуте програми кои што се наменети за луѓето кои што живеат под линијата на сиромаштија за да можат да си купат храна. И тоа е многу полошо од она што вие го имате овде во одредена смисла. Меѓутоа, вистина е дека половина од мојата земја гласа за политичка партија која што смета дека тоа е добра работа и треба така да биде. Исто така сметам дека живееме во тешки времиња за луѓето кои што се грижат како што вие се грижите. Најголемиот дел од владите во Западна Европа се можеби подобрили положи и тоа е вистина и во мојата земја дека причината зошто истражувањето на за програмите на Светска банка и на ММФ покажуваат дека тие немаат намера да создадат сиромаштија, туку сакаат да ја унапредат јавните политики, а треба да зборуваат за економски раст. А она што вие зборувате е еден од резултатите или последиците од приодот кон развојот на пазарна економија. И како научник и како некој што сака да предлага јавни политики, би сакала да бидам во можност тоа да го направам, меѓутоа би сакала да ве посетувам да ги гледате местата каде што оваа тензија дава одредени позитивни резултати, например Венецуела, Бразил. Меѓутоа, ова се земји кои што има две карактеристики. Политичката партија на власт е централно левичарска, а не централно десничарска и има институции од претходниот период на економски развој кои што во суштина можат да ги спроведат потребните програми. Значи, тие не го уништија капацитетот на државата за да се спроведуваат програми за кои што вие зборувате. Меѓутоа, едно е да се уништат овие институции и да се реизградат во нови. Меѓутоа, мојата политика е дека се уште треба да постои здрава политичка дебата за јавните политики, дури и во ограничувањата што ги има меѓународната глобална економија во однос на задолжувањето и како земја која што е во тековна состојба на капитализам, се уште постојат голем број алтернативи што може да бидат покреативни, а не гледам дека за нив се зборува, барем и во мојата земја е тоа случај. Постои француски економист Томас Пикети, кој што зборува за капитализмот од 21 век и неговата книга привлекува големо внимание во САД. Нью Йорк Таймс пишуваше за незе, тој моментално е во Нью Йорк и зборуваше на мојот универзитет, зборуваше на универзитетот во Нью Йорк, на Колумбија и сите ги слушаат неговите предавања. Тој смета дека силните економски неправди кои што ги имаме во многу земји што се капиталистички е резултат на тоа како функционира самиот капитализам и дека Маркс бил во грешка, дека потребни се внимателни податоци за последните 300 години за да видиме како функционира индустрискиот капитализам. Бидејќи луѓето почнуваат навистина да се загрижуваат за тоа каде сме, не само во однос на сиромаштијата во Македонија, или пак недоволни социјални бенефиции кои што се даваат или социјална помош. Меѓутоа, јас сакам да верувам и да се надевам дека постои доволно грижа и ќе има поголем притисок за овие субвенции да се зголемат и дека ќе почнат да се развиваат дебатите во регионот и во Европа, со кои што вие ќе се поврзете и ќе можете да ги пренесете на домашната сцена. Може би книгата Капитализмот од 21 век налага пишување на книга за демократијата од 21 век. Now we continue with
Yes, hello, Dane Taleski. Professor Woodward, thank you for Професор Вудвард, ви благодарам што сте овде и што ни ја дадовте можноста да се обратите овде во Македонија. Ова е навистина ретка и одлична презентација и за академските дебати и за развојот на политиките. Меѓутоа сакам да се навратам на нешто што Бојан веќе зборуваше за можностите за промена од кога транзицијата затајува или не успева. Најголемиот концептуално размислување е дека демократијата не само што не се развива напред, туку дека е реверзибилен процес. И знаеме дека ова е еден вид на пендулум кој што оди напред и назад. И не знам, моето прашање е многу напредно, си потребни се емпириски истражувања, но во кои услови замислувате дека транзицијата кон демократија може повторно да започне? Споменавте околу 4 фактори кои што влијаат на развојот на демократијата, меѓутоа исто така споменавте и дека емпириските истражувања досега покажуваат дека постои голема корелација помеѓу демократскиот развој и одреденото ниво на приходи, кој што според мене, можеби сум јас пристрасен како политички научник и дека тие се од детерминирачко значење. И која е улогата на другите 3 услови? Дали можеме да го повторно да започнеме демократската промена по 10-15 години неуспех на транзицијата? Ви благодарам за овие убави зборови, се чувствувам засрамена. Меѓутоа, не смесувам дека демократската транзиција овдека застанала или не успеала. Ако го гледаме целиот пакет, на транзицијски периоди, мислам дека сите тие покажуваат одреден застој. И исто така сметам дека имаат многу актери или чинители кои што не сака да одберат одреден конкретен пат на транзиција од 4 типа кои што ви ги представив, поради тоа што ги засега нивните интереси и се разбира не сакаат да се променат, но како што Бојан веќе кажа за неговиот коментар за потребата од книга за демократијата во 21. век, не сметам дека знаеме доволно за демократијата за да можеме да направиме таква една книга. Да речеме, Унгарија е сериозна, меѓутоа ние се уште не знаеме што се случува во Турција. Има случаи кои што мислиме дека во некои случаи земјите се на добар пат, ама се случува демократска реверзија или обратен процес на демократија. Стивен Фридман зборува или предупредува дека демократијата постојано се менува. И затоа вие никогаш не можете да ја предвидите. Токму тука ја критикувам транзицијата, никогаш не знаете кон што води демокрацијата. Тоа е пакет на постапки и на очекувања, на пакет на институции и она ние што го истражуваме. Мојот колега имаше список на 8 потребни институции во почетните фази на транзицијата и кои што се карактеристични за континуумот на полиархијата, односно идеалниот вид на целосна демократија никогаш не постои во реален живот. Меѓутоа, како тие ќе испаднат, всушност, можеби пендулумот е всушност вистинскиот збор што го користите, меѓутоа потребна анализа што добиваме со демократијата. Знаете дека што туку дојдов од Босна и всушност интересно е да се види што се случува во Тузла како резултат на периодот по демонстрациите, каде што локалните граѓани, ветераните, невработените и неплатените работници
всушност создаваат оно што ние го нарекуваме форми на директна демократија и имаат работни групи за тоа го прават на локално ниво. Во мојата земја многу промени се случуваат на државно ниво, меѓутоа некои држави секога не се демократски, меѓутоа некои од другите држави се навистина иновативни. И токму заради тоа треба да бидете иновативни онаму каде што е можно, а понекогаш треба да им го дадете гласот на граѓаните. Но јас не би сакала да кажам дека демократијата е во застој. Сметам дека целиот пакет прашањето за држава и нација се чини дека е во застој во Македонија. Членството во Европската унија е во застој. Меѓутоа, може би ќе ми кажете нешто повеќе за на тоа како вие го мерите застојот на самата демократија. Дополниш, да објасниш нешто? There is problem with political pluralism. Постои проблем со политичкиот плурализам во Македонија во однос на слобода на изразување, слобода на здружување и така натаму, изразување на интересот и според мое мислење тоа е фундаментален проблем во демократијата. Значи правата не можат да ги, граѓаните не можат да ги уживаат своите права, а тоа е основната идеја на демократските систем. И се обидував да кажам дека постои поврзаност во литературата помеѓу нивото на развој, демократски и политички развој и приходите и може да се очекува дека ќе не постои политички промени и економски напредок, затоа што во мала држава како Македонија и во многу земји кои што се на патот на демократија и се мали економии, ако имаме неодговорни елити кои што го фаќаат целото општество, тогаш вие гледате дека играчите во економијата, во социјалната сфера, тие ги спречуваат, го спречуваат изразувањето, го користат пазарот на медиуми и сите заедно може би сите не ја враќаат демократијата назад, меѓутоа тоа е замрзната во еден стадиум кој што не се развива за да стане стабилен. Демократската форма е суштина. А не суштина. Сакам да кажам нешто, да се надополнам. Дали е тоа прашањето, дали потребно условување на овој развоен процес? Не знам како ќе можеме да го решиме ова прашање. Дневникот на демократија, каде што се, односно магазинот демократија, каде што се појави овој напис, кажува и што сега имаше огромна дискусија. Елери Фајнс веќе веле дека Фукујама веле дека не постојат предуслови и имате истражувања од обете страни на овој аргумент. Меѓутоа јас сметам дека постојат одредени предуслови, меѓутоа не сметам дека тоа се тие. Постои огромно обнова, најмногу во источноамериканските академски кругови, најголем од нив е Полани. Како се сеќавате, тој се обидува да објасни зошто светската војна, првата и втората светска војна ги уништија меѓународните системи и дека има 4 компоненти. Меѓутоа, без да навлегувам во целосниот аргумент, идеја
Идејата е дека во 1930-тите години некои луѓето се свртеа кон социјална демократија и тоа е новиот идеал што ние го бараме во Америка, се случува во Швајцарија, да кажеме. Меѓутоа, постојат различни реакции на одреден пакет на услови што се ставаат од страна на меѓународната економија. Меѓутоа, ние сметам дека сме во многу осетливо време глобално и прво треба всушност да ги признаеме кои се првите услови и оние кои што сметам дека економскиот развој е од суштинско значење за демократијата, меѓутоа и демократијата е потребна за економскиот развој, бидејќи Шерворски и другите зборуваат дека демократиите растат побрзо отколку авторитарните режими, бидејќи тие претендираат да бидат рамномерно го распределуваат приходот во самото општество. И во секој случај, ако постои нееднаквост во едно општество, тоа ќе го намали растот. И треба да прашаме како вид на демократии и институции ни се потребни во една многу сиромашна, во многу мала нова земја, која што е блокирана на многу начини, врз кои што нема никаква контрола и дали таа може да најде нови начини на кои што луѓето ќе им дозволи да генерираат приходи и да развиваат економијата. Не се обидувам да ви дадам конкретна програма, меѓутоа луѓето се креативни и токму затоа ние би можеле да бидеме покреативни и да им го овозможиме ова на луѓето. За сега Љупчо и Арта. Само прво Љупчо се пријави па после. Thank you, Susan, for your insightful. Благодарам, Сузан, за вашата навистина увидна детална презентација и вие всушност потикнавте неколку прашања од нашата работа како активисти и истражувачи. И морам да кажам дека сум навистина збунет, бидејќи покренавте многу прашања. Например, 4 предпоставки на керото, а тоа за кумулативниот прогрес, кој што налага, вели дека прогресот во една фаза од транзицијата ќе донесе прогрес или напредок во другата фаза на транзиција, меѓутоа или во различни зборови дека економската либерализација или неолибералните реформи неизбежно ќе доведат до вистинска демократизација во општеството. И всушност многу од луѓето со кои што сум дискутирал веќе ги зборнале за овие шеми, меѓутоа сакам да прашам што е погрешно. Она што се чини дека излезе погрешно со самата парадигма е целата парадигма. Зошто го велам тоа? Ако ја гледате Европската Унија, таа е најважен надворешен актер овде во Македонија и во регионот, посебно кај земјите кандидатки за членство во ЕУ. И како што веќе знаете, Европската Унија секоја година објавува извештај за напредокот и го мери напредокот во 33 области на јавни политики, вклучително и човековите права и демократијата. И јас сакам да ве упатам на еден напис кој што беше објавен од страна на Европската иницијатива за стабилност и постојат голем дел на емпириски докази за напредокот. Всушност вели дека кога станува збор на усогласување со политиките на ЕУ, Турција е првата земја од сите земји или држави кандидатки, а Црна Гора е последна од таа гледна точка. Меѓутоа, од друга гледна точка, данес сметам дека кажа дека ние живееме во хибриден режим. Меѓутоа, тоа го отвара прашањето на демократијата. Како ние нормативно да измериме демократијата? Дамата пред мене веќе кажа дека демократијата мери според
социјалните придобивки, односно социјалната помош. И тоа е легитимно барање. Меѓутоа, како ние, и кога кажувам ние, мислам на либералните луѓе, како ние ја мериме демократијата е преку вградување на либералните вредности во нашата политичка култура. И ова е мојата втора поента. Ако ги видите извештаите на Freedom House, кои што ги мерат всушност ситуацијата во однос на спроведувањето на политичките права и граѓанските слободи, ќе видите сосема поразлична ситуација споредено со она што веќе го кажав во однос на состојбата со усогласување на националното законодавство со политиките на Европската Унија. И кога станува збор за политички слободи во Србија и Црна Гора се лидери во регионот, а Македонија и Турција, како што веќе споменам, се лидери во однос на спроведување на заедничките политика и усогласување на домашното законодавство со законодавството на ЕУ, меѓутоа овдека се последни. Како што веќе кажав, може да видите дека транзицијата и донесувањето на политики без критичка мисла во суштина не доведува до демократизација, што значи спроведувањето, донесувањето и спроведувањето на неолиберални и односно целата парадигма за транзицијата не произведува демократија, барем не таква демократија каква што сакаме да видиме. И ова е еден вид на парадокс кој што налага понатамошно размислување. Предпоставувам ова беше во форма на коментар, да, меѓутоа ако сака господјата Вудвард може да врати. Serbia case because Јас го користев случајот на Србија, бидејќи според моето сеќавање на програмата Г77 што го направи за развој на Србија, на донаторската конференција, која што беше повикана во декември 2000 година по падот на Милошевиќ, бидејќи донаторите сакаа да им помогнат на земјата и рекоа што ви треба. Програмата воопшто не беше неолиберална, имаше голем број на социјални, меѓутоа потребни беа огромни инвестиции за да се одржат овие програми. Дури во тоа време донаторите и Светска банка и ММФ беа возбудени за процесот. Конечно нешто предлогот доаѓа од луѓето од самата земја дека тие знаат што им треба и знаат што сакаат. Меѓутоа тогаш не го сватив зошто се свртија на хиперлибералниот приод, бидејќи не можам да ги разберам во секој конкретен случај кои услови ги тераат луѓето да ги направат изборите што ги прават, а по тоа подразбирам избор на политичките лидери и економските стратегии. Вистина е дека демократијата во Латинска Америка или случајот на парадигмите е всушност еден поредок за спроведување на макроекономски стабилизацијски политики, бидејќи макроекономската стабилност мора да биде пред демократијата, да дојде пред демократијата. Меѓутоа тоа е комбинирано со повеќе демократи, дека потребна е прво политичка либерализација. Имаше опозицијски сили и граѓанското општество почна да го убедува дека моето разбирање за оно што се случи во Полска во 80-тите години е исто, дека партијата свати дека мора да ги менаџира потребите на населението и дека Бержински не дека има 60% од гласовите, дека туку дека всушност дека државата се уште ја владее комунистичката партија и потребни се материјални жртви да се направат за да се добие поддршка од народот, беше да се либерализира демократијата. Во суштина, во тој момент можете да кажете
дека се обидуваме да ја направиме да се обидуваме да се демократизираме во реакција на како предуслов за економската либерализација или економскиот развој. Меѓутоа, планот на G77 можете да замислите дека тој за Јужна Африка го користат демократското учество, меѓутоа има друга стратегија која што ќе може да добие поддршка од меѓународните финансиски институции, бидејќи тие се многу пофлексибилни, бидејќи работат за затворени врати и не мора да се грижат за јавната перцепција и понекогаш можете да направат грешки во тоа, се разбира. Но она што се обидувам овде да го кажам е дека не знам какви се нивните мерки знам дека Freedom House гледа на демократијата, а ЕУ на друг вид на технички или законодавни мерки. Последното прашање за вечерва, повелиерта. Thank you. Почнавме со прашање за тоа како е да се биде во транзиција повеќе од 23 години. Моето прашање ќе биде во кон каков систем транзитира оваа земја, бидејќи некои земји им треба поголемо време, подолго време за да се направа транзицијата, некој на 20, некој 10, некој 20, меѓутоа ние во однос на демократите ги зајакнавме своите институции, го обезбедивме повеќе партискиот систем, имаме избори, гласаме, но прашањето е дали ова е на вистина демократија или фазата во која што сега се наоѓаме не представува еден чекор напред, еден чекор назад, два чекори напред во однос на овој вид на земји од сивата зона за кој што зборувавте и за кој што кажавте дека за нив има многу помалку информации во однос на тоа како се справиле со транзицијата. Кој е вашето мислење? Во однос на сивите зони, не сметам дека не зборував, може би не бев доволно јасна. Токму заради тоа, во написот на Каротерс, околу 80 земји не стигнале таму каде што сметале дека ќе стигнат во однос на парадигмата што ја поставиле кога го почнале процесот на транзиција. И ние сега викаме ајде да ги разгледаме сивите зони, другите шеми, дали има 5-6 други начини на кои што може да се решат проблемите кои што владите и народот треба да ги решава преку нивните влади, се разбира, преку демократија. Всушност, оно што јас би сакала да направам и да кажам, вие може би сте успеале во тоа, меѓутоа интересно би било да се види како функционира демократијата во Македонија на многу конкретни начини. Вие веќе ги споменавте условите од транзиционата парадигма, односно парадигмата за транзиција, изборите. И тоа го знаете, дека вие всушност ги акомодирате, меѓутоа, ако одите еден чекор понатамо и кажете кои се другите карактеристики на демократија, дали ние наоѓаме делови кои што ние како истражувачи сметаме дека се демократија под сивата област на режимот, или дали постојат можности што можеме да ги искористиме тука. Всушност не ве гледам во иста ситуација како и луѓето во Унгарија, се разбира, меѓутоа се движите натаму каде што се они. И затоа не можам да дадам карактеристика на оно што се случува овде, но тоа јас се уште би го ставило во категорија демократија, меѓутоа не е јасно каков вид на демократија. Професорке, доколку нема други коментари и прашања, би сакал да ви се заблагодарам на сите
што бевте вечерва на ова предавање и што развивме оваа дискусија. Professor Woodward, thank you very much for the time you had. Благодарам за времето што го потрошивте на оваа лекција и на дискусијата. Но повеќе да отвориме дебата и простор за натамошни дискусии и дилеми, отколку да дадеме конечни решенија и рецепти за решавање на проблемите. Ви благодарам и се надевам дека скоро пак ќе се видиме на ваква дебата.